Ракометниот суперлигаш Куманово не мирува на трансфер пазарот, откако представи уште едно ново засилување за новата сезона. Се работи за Тошо Ончев, кој има богата меѓународна кариера. 28 годишникот има настапувано за скопски Вардар, за француските екипи Вернолеите и Фермон, Феакаш во Грција, Триботревни од Словенија и шпански Валинокс Новакс, а на домашната сцена го носеше и дресот на Охрид Голденард, борец од Велес. Куманово официјално ја продолжи соработката со бразилецот Гилерме да Силва Фернандес, кој настапува како десен бек. Тој во Куманово пристигна во јунарскиот првен рок од бразилското првенство, односно од екипата на Сао Каетано, а претходно настапуваше во португалскиот шампионат за екипата на Артистик Аванка. Прволигашот Вардар Неготино го гради росторот за новата сезона, а со цел тимот да биде конкурентен за враќање во Суперлигата. Во Неготино останува Драган Кузманов, кој настапува како лев бек, голмот Александар Мицев, како и средниот бек Мирослав Митевски, а клубот успеа да го врати Ѓорѓи Орешков, кој настапуваше за младост од Богданци, а тука ќе биде и Наќо Ѓорѓиев, кој игра како кружен напаѓач. Во следниот период ќе бидат промовирани уште неколку квалитетни засилувања во тимот на Вардар од Неготино. Репрезентативниот голман Мартин Томовски останува во Германија, откако се договори да го чува голот на Битинхајм, екипа која испадна од германската ракометна елита и игра во втората Бундеслига. Македонскиот голман ќе биде клучен во целите на Битхајм, кој ќе сака враќање во елитата. Низ својата кариера Томовски беше дел од екипите на Лудвигсхафен и Потсдам, од каде замена во Битинхајм.